меѓународната сцена која што носи нови информации кога е Израел во прашање, меѓутоа со Дејан ќе разговараме и за онаа средба на американскиот председател и на рускиот председател. Дејан, добро утро. Добро утро, Латко. Која е поважната од овие теми? Дали може да се издвои која е поважната? Јас би рекол дека она што се случува во Израел после 12 години промена на власта и како е од интерес за јавноста, особено што оваа промена се случува во време кога како велат некои од аналитичарите дека ниту војната со Хамас или војната со Палестина не му помогна на Бенјамин Нетањаху да ја задржи власта. По 12 години се менува естаблишментот таму. На некој начин и војната која се случи пред 2 недели помеѓу Израел и Хамас беше една од шпекулациите дека Бенјамин Нетањаху се обидува да дефокусира јавноста, бидејќи е соочен со губење на власта по 12 години. Ќе потсетам, тој на последните избори освои мало мнозинство, не успеа да формира влада, се соочува како премиер со големи коруптивни скандали и се смета дека доколку падне од власт, дека многу брзо ќе излезе пред судот во Израел, бидејќи е обвинет за големи коруптивни дела кои ги направил изминатите 12 години. Она што е веста на денот е дека израелската опозиција успеала да се договори. Тоа се оние, знаеш, договори кога 2 или 3 партии сами не можат, но ако се соберат заедно може да го поразат актуелното мнозинство во една држава. Конкретно, двете ултрадесничарски партии, едната екстремно десна партија Јамина и една центристичка Јеш Атид на Нафтали Бенет и Јаир Лапид, успеале да се договорат заедно со лидерот, што ќе биде прв пат во историјата на Израел на арапската листа. Значи, ќе влезе уште една партија во таа коалиција, тоа е арапска партија, што ќе биде прв пат во историјата на Израел во власта, доколку се договорат, повторно велам, тие се договорија, но доколку тоа помине во Кнесетот, во израелскиот парламент, да формираат влада и практично Бенјамин Нетањаху да го пратат во политичка историја и да тој да изгуби власта, а тие да ја преземат власта. Дури договорот меѓу двајцата лидери на двете десноцентристички партии, кои ги спомнав, Атид и Бафтаре, да имаат ротационо председателство, премиерство, односно 2 години да биде едниот премиер, 2 години да биде другиот премиер, што ќе биде исто така преседан во историјата на израелската држава. Така да на некој начин се прави историја во Израел, а ако се земе во предвид дека од неодамна има и нов председател Израел, практично испаѓа дека Израел ја крои идната нова политичка слика за односот на силите во Израел. Така да ми се чини дека, како и секоја сериозна држава, таа нема да смени својата политика и стратегија во однос на палестинското прашање, но она што е можеби голем сигнал е дека еден премиер после 12 години заминува во историјата, значи има промена на власта, и второ е дека во власта ќе влезе и арапска партија, прв пат во историјата на Израел. Дејан, ако се види политичкиот профил на новиот председател на Израел Исак Херцог и како што ги напомена ти Јаир Лапид и Нафтали Бенет, колку идеолошки се блиску едни со други, со оглед на тоа што овде ќе ја споменеме, како што речи ти, таа обединета арапска партија, колку се тие сите блиски во своите идеологија, ако се знае дека предходно Нетањаху уживаше една политика или негуваше една политика каде што арапите повеќе му беа како противници, а не како сојузници. Па историјата на Израел покажува, барем онаа понова која ја паметам и ја следам, покажува дека и покрај цврстиот и силниот отпор и цврстата политика која во Тел Авив, тогаш на сега Јерусалим официјален како главен град се водеше, сепак политичари како Ицак Рабин и како Шимон Перес, умерени политичари кои во почетокот на минатиот век, во 90-тите години на минатиот век ја водеа политиката, успеа да донесат некаков мир со палестинците, што беше и некаков мир на Блискиот Исток. Подоцна нивните наследници
како Шимон Перес, па како и Бенјамин Нетањаху изминатите деценија и повеќе, покажа дека и покрај таа цврста политика, држење на израелските интереси и безкомпромисното постигнување на целта со употреба и на сила доколку треба, зашто бевме сведоци изминатите 2 недели, покажа дека е контрапродуктивно, бидејќи и палестинците и израелците сакаат мир и дека само со мир ќе можат да одат напред и да се договорат. Ова би се чини што влегува една арапска партија, своевиден сигнал дека иако во власта ќе бидат две екстремно десни, односно една екстремно десна партија и една центристичка партија, сепак се свесни дека заедно живеат со палестинците, со палестинските арапи на делот кај што е Израел и дека само заедно во владата ќе можат да ги надминуваат несогласувањата кои ги имаат повеќе од 70 години. Затоа и ми се чини дека се смени работниот наслов од пред месец дена Израел во борба против палестинците, за да се направи дека всушност Израел се борел само против палестински Хамас, кој се смета за терористичка организација. Ке видиме во наредниот период првин дали овие три партии кои се договорија да настапат заедно ќе поминат со гласови во Кнесетот и доколку тоа го направат и поминат, тогаш ќе видиме формирање на нова влада и ќе видиме првин заменување на Нетањаху во историјата, а подоцна како како центристичка партија, како екстремно десна партија, како една арапска партија ќе кохабитираат во идната власт во Израел. Така. За едно 13 дена, некаде на 16 јуни е планирана средба на американскиот и на рускиот председател, на Џо Бајден и на Владимир Путин во Женева. Она што сега го пишуваат американските медиуми пред се е дека таму ќе стане во фокусот на нивниот разговор ќе биде оној хакерски напад кој што неодамна неголемата бразилска компанија која за производство на месо го доживеа, а пак американците наоѓаат корени во тие хакерски напади во Русија. Меѓутоа, предпоставувам дека нивниот разговор ќе се движи кон нешто многу поголемо од еден ваков централизиран напад, а главните теми кои би биле деа? Па ми се чини дека за речиси секој ден кога ќе се случи некоја нова светска вест и некој светски инцидент, се вели во новинарските извештаи, тоа ќе биде една од темите на средбата Бајден и Путин. Бајден и Путин веќе одамна требаше да се сретнат, имаат голем број на тоа што треба да зборуваат. Ќе потсетам дека и Белорусија треба да биде една од темите, ќе потсетам дека и Украина треба да биде една од темите, како што ги гледам работите на Балканот како се одвиваат, бидејќи во регионот се американскиот државен подсекретар Палмер и представникот на Европската унија за Косово Лајчак, веројатно и Косово ќе биде една од дел од темите, но и Израел мора да биде дел од темите. Бајден и Путин имаат да многу што да зборат. Последно е овој хакерски напад кој ти го спомена вчера за компанијата за преработка на месо, кој буквално ги остави без продукти, односно без намирници најголемите светски компании како што се Макдоналдс и да не ги набројувам сега. Но ќе потсетам дека имаше хакерски напад и врз нафтените компании во САД, каде што ги остави американците без гориво и без бензин. Ќе потсетам дека имаше многу хакерски напади врз владени институции во САД, што на некој начин се смета како еден свој виден преседан на големата држава суперсила во светот САД да се соочува со хакерски напади. Но русите, иако се обвинати, засега самиот Путин изјавува дека не стојат за овие хакерски напади. Од друга страна, тие двајци има за што многу да зборат, бидејќи ќе потсетам риториката на наименувањето на председателот Џозеф Бајден од почетокот на годинава, кога рече дека средбата со Путин не му е една од приоритетите, си постави тој да ретерира и сега да бара побрза средба со него. Што ќе се договорат, не знам и не верувам дека нешто што ќе се договорат во рамките на еден ден во Женева на 16 јуни ќе можат се да опфатат од сетот, бидејќи проблемите меѓу овие две суперсили
се поголеми и поголеми и секојдневно растат. Ке потсетам да не ја заборавиме Белорусија, која еве се уште ги има тие инциденти каде што прелетот над Белорусија е забранет, каде што Русија поради Белорусија има одредени санкции, каде што Москва и Вашингтон не гледаат исто ниту на Блискиот исток, ниту на Балканот, ниту на Латинска Америка, ниту на политиката во Европа. Сето тоа ќе биде веројатно ќе се направи потреба Путин и Бајден повеќе денови да разговараат и при тоа да видат дали може да најдат некое заедничко решение со што ќе се надминат некои тензи кои сме сведоци дека секојдневно се случуваат. За крај на овој брифинг само сакам да кажам дека и во регионот се случуваат истите работи. Ми се чини дека влегува финализирање на решавањето на косовското прашање. Тука се Лајчак и Палмер, исто така и со Босна, особено Република Српска и противењето на тамошните Срби за ново наименуваниот цивилен представник Шмидт од Германија, за кој смета дека е прохрватски ориентиран и дека е нелегитимно назначен од 1 август да ја преземе функцијата во Сараево. Сето тоа само ни покажа дека ќе имаме жешко лето. Ке имаме жешко лето, ке имаме и теми за разговор. За сега, Дејан, ти благодарам на оваа поопширна анализа и ти си веќе утре во овој секако во меѓународната сцена, во терминот со меѓународна сцена со колешката Атовска. Ќе видиме како ќе се движат работите, дали ќе има нешто ново во однос на овие теми или ќе имате нешто друго како предмет на анализа. Благодарност уште еднаш.